Civil Media. Како ми помина како LGBT центар 2018 година? Кои промени ги очекувавте, а што всушност на крај добивте? За 2018 LGBT центарот и мислам дека сите кои се идентификуваат како ЛГБТИ луѓе во Република Македонија, имавме големи очекувања, веројатно како и другите заедници и од други аспекти во општеството, сите имавме големи очекувања кои не се исполнија онака како што ние очекувавме. Она што мислам дека е најважно, што ја одбележа 2018 година е отсуството на организирано насилство кон организациите и кон бранителите на човековите права на ЛГБТ и луѓето. Отсуство на организирано насилство зборувам врз центарот и врз организациите и активистите, што претходно пак беше една голема грижа и за сите нас. Тоа отсуство на тој вид на насилство од една страна ја потврдува значајноста, го потврдува влијанието на говорот на омраза и хомофобичните и трансфобичните кампањи кои претходната гарнитура на власт ги ширеше преку мејнстрим медиумите, влијанието и импактот на тие кампањи на говорот на омраза врз секојневието на ЛГБТ и луѓето, а од друга страна ги вади на површина другите проблеми, односно насилството кое беше многу поскриено претходно, односно домашното насилство. Ова е специфично и по тоа што ова насилство е специфично и по тоа што многу ретко се пријавува, но карактеристично за ова насилство е што многу ретко се пријавува и најчесто го трпат многу млади луѓе. Ова ни го потврдува и функционирањето на шелтер центарот, на сигурната куќа за ЛГБТ и луѓе која ја имаме отворено, а бројките покажуваат дека за година и пол, колку што е отворен шелтер центарот сигурна куќа, имаме 20 случаи, односно веќе 20 корисници, што е многу голем процент, многу голема бројка за мала држава, за имајќи го во предвид вкупното население во државата. А над 50%, над 55% од сите овие случаи кои влегле во сигурната куќа се млади луѓе. Така да, она што за нас во 2018 година беше многу важно е за прв пат започнавме соработка врз основ на партнерство со Министерството за труд и социјална политика, што е еден голем исчекор. За нас и тука навистина морам да ја истакнам улогата на Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која го овозможи сето ова и работеше заедно со нас на сето ова, имајќи разбирање за различните динамики, различните потреби кои различните заедници во нашето општество ги имаат. Она што исто така е важно да го кажеме дека имавме зголемена и подобрена соработка со Министерството за внатрешни работи и многу други институции, но мора да забележам дека оваа политичка волја која ја гледаме кај лидерството и во партиите, меѓутоа и во структурите на власта сега, во владата, се уште не се рефлектира доволно надолу ни структурите на институциите. Се уште тој бенефит не можеме да го видиме. Исто така, во 2018 година за нас беше многу важно зајакнувањето на самата заедница. Тука во Скопје ние гледаме по бројките кои ги имаме на нашите настани и различни други активности посветени на самата заедница, колку е зголемен бројот, многу повеќе луѓе доаѓаат, а од друга страна ни укажува на потребата на ваквата работа и како добро се развива е работата со локалните јадра надвор од Скопје, низ целата држава, што
е навистина една придобивка, една основа за ЛГБТ и луѓето понатаму да можат да се самозастапуваат, самите да го подобруваат својот статус во општеството. Од аспект на правниот статус на ЛГБТ и заедницата, промените кои се десија се многу мали. Имаше промена во кривичниот законник, односно сексуалната ориентација и родовиот идентитет влегоа во кривичниот законник во делот на дела од омраза, каде што се еден од забранетите основи или основи кои може да донесат до потешка казна, ако се како мотив. Исто така, сексуалната ориентација и родовиот идентитет влегоа и во законот за Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги, каде што во делот за говор од омраза, сексуалната ориентација и родовиот идентитет сега веќе експлицитно се забранети како основи. За жал, се уште оној основен закон кој на сите ни треба и не само на ЛГБТ и луѓето, законот за спречување и заштита од дискриминација, новиот закон, се уште не е донесен и е заглавен во собраниска процедура, што навистина зборува многу лошо за нашата држава, многу лошо за третманот кој различните заедници, особено маргинализираните, го имаат во нашата држава. Она што блокадата која се случува од различните пратеници од ВМРО, ДПМН, но и од ДУИ, кои изјавија дека нивната забелешка е дека нивните религиозни чувства би биле повредени доколку се усвои ваков еден закон, сметаме ние дека е скандалозно, неоправдано и неодржливо. Колку улогата на новоформираната, односно со формирањето на собранието и на ЛГБТ или партиската група, колку тие може да помогнат и да придонесат во изгласување на некои тие закони или придобивки за правата на ЛГБТ заедницата? Во однос на менување на правниот статус на ЛГБТ и луѓето, мислам дека формирањето на меѓупартиската ЛГБТ и група во собранието е навистина светла точка изминатата година. Ние сме среќни што над 10 веќе пратеници се членови на оваа група и имаме членови од сите политички партии кои се во собранието на Република Македонија. Меѓупартиската група за нас е многу важна, затоа што пред се тие се медиум, наш медиум преку кој ние можеме нашите аргументи да ги пласираме пред другите пратеници, но и пред пошироката јавност, преку овие наши застапници кои се согласија и сакаат да не поддржат и да ни помогнат во на нашиот пат кон целосна еднаквост во општеството. Дали се соочуваат со дискриминација, натрешна дискриминација во собранието, со оглед на тоа како се поставени работите меѓу пратениците? Па дискриминација не би знаел да кажам дали чувствуваат, но дека чувствуваат еден вид на мала нелагодност кај другите, заради тоа што припаѓаат во една група, ваква меѓупартиска група, секако дека постои, тоа мислам дека го имаат почувствувано сите поддржувачи на ЛГБТ и луѓето. Верувам дека секој кој поддржал ЛГБТ и ги поддржал ЛГБТ и прашањата во различни друштва кога се правеле разговори околу ова, дека почувствувале како другите наеднаш ја менуваат енергијата и односот, една мала дистанца се појавува и нелагодност во комуникацијата. Тоа е она на што ние работиме и се надеваме дека во иднина ќе го надминеме во нашето општество. Кога зборуваме за иднината, кои се перспективите за 2019 година, што очекувате, што сакате да постигнете? Мислам дека оној грейс период кој го дадовме на владата заради договорот од Преспа, дека сега веќе измина. И сега веќе ќе нема изговор за да не се постигне многу повеќе во однос на еднаквоста, и тоа не само за ЛГБТ и луѓето. Така да мислам дека очекувањата за 2019 година се подигнати повисоко кај цел граѓански сектор и мислам дека
процесот доколку ние отпочнеме, отвориме преговори со Европската Унија, дека навистина ќе отвори перспективи и простор за едно посериозно преосмислување и преуредување на нашето општество. Она што за нас останува неколку главни цели, прво е зајакнување на заедницата надвор од главниот град Скопје. Затоа што Скопје е поголем град и сепак има повеќе простор ЛГБТ и луѓето да се снајдат, да не се почувствуваат осамени, да имаат некој со кого можат да споделуваат и да собитисуваат. Надвор од Скопје е навистина многу потешка ситуацијата и ние остануваме посветени на тоа да ги зајакнеме ЛГБТ и луѓето надвор од Скопје и локалните јадра преку кои действуваме, но и да ја започнеме и развиеме соработката на овие локални јадра со општините, односно со локалните власти. Друг аспект се правните промени, кои се надеваме дека ќе екселерираат со, како што реков, со овој процес на пристапување кон Европската Унија. Секако дека ние продолжуваме со основните наши сервиси, тоа е застапување, бесплатна правна помош за различни случаи. Еден од најважните сервиси, тоа е шелтерот Сигурна куќа, кој згрижува луѓе кои биле жртви на насилство, особено на домашно насилство, и ЛГБТ луѓе кои се под ризик од бездомништво или веќе се исфрлени од дома и се бездомници. Така да тие сервиси исто така остануваат во нашиот фокус и ние се надеваме дека многу повеќе ќе ги развиеме во следнава година. Цивил медија